Сакав да ви кажам дека е големо задоволството што сум овде повторно во Скопје и што лично ќе ги најавам долго очекуваните добри вести и не би сакал да ја скрија мојата лична среќа што денеска сум тука на некој начин да прославиме заедно успех по толку многу посети кои што беа пред се посветени на управувањето со кризата. Значи исто така задоволство е што имаме пресконференција со медиумите толку рано наутро, меѓутоа во секој случај ова е натре, не сме надвор, сончево е времето, не врне, така што мислам дека условите се многу добри и мислам дека треба да уживаме во овој момент. Но тоа е еден момент. И една обврска да се продолжи она што веќе беше започнато. Ова е еден пат кон Европа. Но мислам дека тоа е еден многу добар пат и останува уште многу да се направи, но уште еднаш би сакал искрено да ви честитам вам, на вашиот тим, на владата, вклучувајќи ја и опозицијата, бидејќи конечно тие беа многу сериозни во поглед на поддржувањето на ова национална цел, бидејќи ова е национална цел и има многу други можности и политички дискусии и секако парламентот, кој што е друг доказ за демократска зрелост, нивното враќање во парламентот. Во секој случај, сите овие страни придонесоа до овој момент, кој што е многу важен момент за вашиот пат кон Европската Унија. И мислам дека земјата и сите граѓаните навистина ја заслужија ова, како што кажавте, неусловена препорака. Со давањето на оваа препорака, сите земји членки ги признаа фокусирањето на вашата земја во исполнувањето на условите кои што се неопходни за почнување на преговори со Европската Унија и подоцна секако имав задоволство да му го предадам овој извештај кој што сведочи за сето ова во пишана форма. Така што да не заборавиме дека земјата помина долг пат и покрај тешките околности со кои што се справуваше земјата за да ја надмине длабоката политичка криза и сега сте цврсто назад на европскиот пат, кој што беше и целта на сите овие напори. И гледаме дека има позитивна промена која што се рефлектира една обновено чувство на отвореност, енергија и надеж во земјата. Иако значи, јас на некој начин го ја чувствувам атмосферата и добрите вибрации во земјата и ова е нешто на што треба да се надоградуваме. Вашата земја стана ветување за демократска промена во целиот регион. Ние ова го кажавме со продолженото имплементирање на пржино договорот. Јас сум импресиониран од она што вашата влада го направи во имплементацијата на итните реформски приоритети. Реформите се спроведуваат, значи имаме отворени, транспарентни реформи, меѓутоа за да се задржи ова нема простор за задоволство. Моментумот на реформите треба да продолжи, особено во важни теми како што е подобрување на независноста на судството. Промената не е само во однос на подобрување на легислативата, туку и имплементација. Значи, солидна имплементација што е важна за бенефитите на земјата и за граѓаните. Мислам дека постои една одлична програма и мислам дека по планот на владата 369 вие сте направиле многу во поглед на усвојувањето на неопходното законодавство, но сега треба да се имплементира сето ова. И токму тука ние сметаме на вас во вашата одлучност, ова она што земјите членки сега го очекуваат и во таа насока вие може да бидете модел за регионот доколку имате конкретна имплементација, што всушност е друга поддршка за влегување многу скоро во, да речеме, следната фаза на нашиот однос, така што ве молам, фокусирајте се сега на имплементацијата.
И бидејќи доколку сте успешни во имплементирањето, мислам дека ова е токму каде поединците можат да ја видат разликата, можат да ја видат додадената вредност на, така да речам, европската перспектива. Мислам дека добро почнавте и важно е да се одржи ова во текот на ова, во смисла на транспарентност и независност во поглед на јавниот сектор. Мислам дека кога зборуваме за целата европска перспектива, секогаш велиме целиот процес е заснова на заслуги. Исто така се работи за проценка на поединци. Тоа треба да биде засновано на заслугите на луѓето кои што работат во јавната администрација. Значи, не да се заснова на нивната поврзаност со одредена политичка партија, туку квалитетот на луѓето, бидејќи имате таков квалитет во земјата и не треба да го испуштите. Јас лично ве охрабрувам за сите напори што се направени во доменот на комуникацијата за да се осигураат граѓаните дека злоупотребите од минатото нема да бидат повторени. И затоа ги охрабрувам сите институции и граѓанското општество да продолжат да се ангажираат конструктивно со правењето на неопходните реформи, контрола и рамнотежа. Како што кажав, главната опозицијска партија е назад во парламентот и јас очекувам целосно и конструктивно учество во политичките дебати и поддршка за реформите. Исто така би сакал да ги поканам сите чинители, државни институции, представници на државата да обезбедат понатамошен голем консензус во однос на оваа заедничка цел. Така што, господине премиер, јас исто така го поздравувам позитивниот прогрес и храбри чекори во засилувањето на односите и со соседите, и тоа е одличен пример. Во целиот регион земјата стана фактор на стабилност во регионот. Билатералниот договор со Бугарија беше многу позитивна иницијатива која што беше поздравена од целокупната европска заедница и исто така сум охрабен од напорите кои што се инвестирани да се зајакне довербата со вашите грчки колеги во разговорите под покровителство на Обединетите нации. И јас би сакал да им честитам на министрите за надворешни работи. Ова не е лесно, меѓутоа сметам дека е важно, бидејќи се работи за решавање на билатерален спорт, надминување на проблемите од минатото и влегување исто така и овде во на следното ниво на односите со другата држава. Јас многу ги поддржувам овие напори за да се постигне едно заедничко решение кое што сметам дека би можело да се најде многу скоро. И на крајот ние сите треба да бидеме обединети поради стратешката заедничка цел на Европската унија, односно членство. Комисијата секако е повеќе од подготвена и многу мотивирана, би сакал да кажам, за да ги поддржи, да ве поддржи на овој пат, како што и секогаш го правила тоа. Сега веројатно уште повеќе. Со целото срце сме ангажирани, бидејќи може да видиме конкретни резултати. Не многу често политичарите можат да кажат сме постигнале многу. Тоа не е постигнување. Постигнување веројатно би значило доколку нашите успеси, или барем мојот, оној кој што ќе следи после мене, ќе се сретне со вас за да влезете во Унијата, меѓутоа сепак сте вратени на правиот пат и тоа е она што е важно. Уште еднаш ви честитам. Мислам дека ова е во секој случај важно. Не би рекол дека ова е предуслов, меѓутоа како што видовте, тоа представуваше една пречка во минатото. И сум уверен, уште еднаш ќе кажам, дека ова е можно. Не затоа што би започнале преговорите, туку мислам дека дури е многу поважно да имате добрососедски односи со вашите најблиски соседи, бидејќи тоа е како да живеете заедно и важно е да имате добри односи со вашите соседи.
во соседната куќа, ако сакате, бидејќи тоа се луѓето кои што ги гледате секој ден, а не исто како се оние кои што живеат далеку. Дури од од тој аспект многу е човечки да се има добри односи и ова секако ќе има влијание и на секојдневниот живот на на вашите и на грчките граѓани. И кога зборуваме за Бугарија, овој договор е многу ветувачки и мојата сугестија е да се искористи оваа можност, односно моментумот кој што сите заедно го создадовте за да добиете договор што е можно поскоро. Секако, како секогаш во политиката ќе се работи за компромис каде што секој ќе треба да се откаже од нешто со цел да се постигне заедничка цел. Значи, од ваша страна, еден од компромисите кој што е неопходен е исто така е неопходно како што и од грчката страна. Меѓутоа, како што разбрав, и двете страни се одлучни да најдат решение и многу работат да го достигнат тоа решение и на крајот да го имаме она што е важно, односно фер договор, правичен договор кој што ќе им служи на крајот на интересите и потребите на двете страни. Тоа треба да биде целта. Мислам дека е можно. Можно е во блиска иднина и мислам дека од двете страни, како што разбрав, на највисоко ниво има силна посветеност да се постигне тој договор.